при собирање на непринципиелни причини, а тоа впрочем и вчера Александар Николовски го потврди дека целта е само да се сруши власта, а дури подоцна ќе се разговарало дали ќе се прави нова влада или ќе се оди на избори со одветно политичките калкулации на учесниците во оваа операција. Мене ми покажува дека тоа е основната идеја. Само ако се може да се сруши власта, да се продлабочи кризата, а потоа ќе се види што и како. Јас лично не мислам дека ВМРО ДПМН ако задржало било што од своите идеолошки премиси, смее да се спои со алијанса на албанците. Меѓутоа просторо е стеснет затоа што немаат избор со кој би можеле да се спојат. Јас подсетувам дека села, по втор пат го спомнувам, значи не одобрувам политичко наследство, меѓутоа во 2017 селна што се случи како провокација по серија вербални изјави од негова страна дека Македонија треба да се подели, дека тоа држава со два народи, дека треба да се смени уставот, треба да се смени химната и така натаму. Така што како тоа може да го спои во едно ВМРО ДПМН за да формира влада, мене не е јасно. Исто така третата отсечка, помала отсечка во овие 61 вели дека треба да се да речеме отповика признавањето на Косово, Јужна Кореја, Израел. Како би го спровел господинот Мицковски тоа, мене живо ме интересира и дури да не кажам ајде во шега, дури би му дал мандат да видам како ќе го спроведе тоа, некој ограничен мандат да видиме како он желбите на Стела и желбите на Пасиев би ги спровел во живо само за да седи во премиерската фотелја.